Почитувани гледачи, добра вечер. Четврток, 20:30, време е за Визави. Информативна, едукативна и дебатна емисија на ТВ канал ВИС, а мој вечерашен гостин е градоначалникот на општина Струмица, господин Костадин Костадинов. Добра вечер, добре дојдовте во Визави. Благодарам на поканата, секогаш ми е чест кога сум гостин во вашата куќа. Градоначалник, пред само неколку денови се вративте од конференцијата во Тирана, каде што се зборуваше за безбедност, за зелени градови, за една развојна зелена иднина на европските градови. Дали во време на криза сметате дека е соодветна темата? Какви искуства носите од Тирана? Секако дека секоја панел дискусија која што се одржа во Тирана, организирана од American Chamber of Commerce од Албанија и Американската амбасада во Тирана и незината екселенција госпоѓата Јури Киме и текако потребна, посебно во овие времиња на сериозни предизвици, би рекол. Не само од делот на смарт сити програмите, не само од делот на безбедноста, не само од делот на зелените програми за зелени градови. И текако се потребни, зошто? Затоа што се во согласност со Европскиот зелен договор, која што е долгорочна стратегија за спречување на загадување на воздухот, нормално декарбонизацијата, преминување од возила на фосилен погон, односно кои што користат фосилни горива во електрични возила. И сето тоа е потребно заради долгорочните цели на нашите градови и на нашите држави, да се разговара и сега. Допред месец дена Албанија имаше сериозен хакерски напад од страна на Иран, каде што буквално сите институции, програмите, софтверите им беа кликнати на колена и затоа е важно од аспект кога се зборува за дигитализација да се зборува и за сајбер безбедноста во нашите градови, во нашите држави, за да не ни се случуваат, односно да ги превенираме и таквите појави и затоа е важно на таквите панел дискусии да се разговара за сите можни предизвици со кои што ние се соочуваме. Секако таа прилика да се разменат искуства со најпрогресивните општини на Западен Балкан е и текако потребно. Чест е што Струмица е една од најпрогресивните општини, што имам можност да разговараме со градот Тирана, како главен град на Албанија, Корча, кој што е исто развиен град од Албанија, со Ниш од Србија, со Прешево, со Приштина, сите градови од Западен Балкан, поразвиените, да седнеме на маса и да споделуваме искуства. За мене и за струмичани секако дека е чест приемот организиран од страна на градоначалникот на Тирана, господин Атерион Велијај, со кој што станавме добри пријатели, очекуваме во многу брзо време да дојде во посета на Струмица, во пријателска посета на Струмица. Разговаравме за искуствата на градовите, но секако и за приликите на државите кои што ни предстојат, затоа што заедно сме во процесот на евроинтеграција и тоа е важно да се зборува. Развојот на Тирана, зошто кажувам дека импресионира, затоа што станува збор за град кој што во 1992 година, посткомунистичка Албанија, имал 270.000 жители. Во 2022 градот Тирана има 1 милион жители. И целиот тој прогрес и сите предизвици со кои што се соочува како град во делот на фекални атмосферски канализации, тесни грла заради прогресот на градот е нешто слично со кое што и ние се соочуваме во Струмица. Самата димензионираност и сега како тие се спремни да одговорат на сите тие предизвици, навистина импресионира начинот на кој што се реализираат и се градат новите градби во Тирана, новите проекти од различни странски и домашни инвеститори и начинот како самиот град ги мотивира, односно го мотивира бизнис секторот да влезе во такви инвестиции преку 100 милиони, 80 милиони, 200 милиони долари е импресионирачки. И вреди да се зборуваме да се за сајбер безбедност. Колку општина Струмица може да се смета за безбедна од вакви хакерски напади и дали вложувате како општина во поголема дигитална безбедност? Секако дека општина Струмица во одредена мера е дигитализирана во однос на потребите на општината.
односно на потребите на секторите во општината. Дали станува збор за даночно оделение кој што има посебен софтвер, дали станува збор за секторот финансии кој што си има свој посебен софтвер, или станува збор за урбанизмот кој што си има свој собствен софтвер, но сепак станува збор за интерна употреба. Секако дека тенденција и намера моја, на советниците во Советот на општината, на општинската администрација е да се дигитализираме. Оти тоа решава проблеми и ги подобрува услугите кон граѓанството генерално. Дали сме спремни сега да инвестираме во целосна дигитализација на општината? Секако дека не. Може би во фази во 2023 година, доколку тоа би добило поддршка од страна на Советот. Во однос на безбедноста, од причина што не сме отворени за давање на услуги директно кон масовното население, кон луѓето, од причина што се употребува за интерни потреби, сметам дека не сме загрозени во однос на хакерските напади. Иако, ако може една Албанија, ако можат многу поразвиени држави да се соочуваат со проблеми во однос на сајбер безбедноста, секако доколку некој има намера, не дај Боже, може тоа да го направи во софтверите на општина Струмица. Но сепак инвестираме и ги имаме потребните одбрамбени механизми во однос на хакерските напади за нашите софтвери кои што ги користиме. Колку можат градови како Струмица во оваа финансиска моќ и со потенцијалите кои што самата ги има, да потпрат и да го фатат чекорот на големите општини кои што инвестираат веќе сериозно во својата и безбедност и иднина кон зелена перспектива која што е целта. Кој од овие колосеци можеме да го фатиме на краток рок за да може да на долг рок да постигнеме некакви резултати? Во оваа сериозна светска, европска, енергетска, економска, здравствена до пред некое време криза. Криза која што во секој сегмент на општеството знаете е навлезена. како на дневна основа работите се променуваат. Ако до пред една година не размислувавме за нешто конкретно во делот на енергетика, за тоа што имавме премногу ефтина цена на електричната енергија од само 3,3 денари по киловат час, веќе ни стана приоритетен проблем за кој што мораме да го решаваме. Колку за пример општина Струмица заедно со јавните претпријатија за овие 10 месеци плати пари на граѓаните, се тоа 130 милиони денари по основ на електрична енергија. Тоа се сериозни предизвици кои што ние треба да ги решаваме. Во моментот општината ја решаваме со тоа што броилата се префрлени на јавното претпријатие паркиралиште од Струмица и значително ни е намалена фактурата за електрична енергија. Не го намалуваме обемот, а нормално во исто време ги почитуваме препораките на владата за штедење во рамки на институциите. Но во финална фаза е физибилити студија за имплементација на огромниот проект, би рекол, за Струмица, тоа е фотоволтаична централа на парцела која што е во сопственост на општината, кај прочистителната станица за отпадни води, тука е населеното место Сачево, со моќност од некои 2,5 мегават часови. Сметаме дека со имплементацијата на таквиот проект и на таквата фотоволтаична централа, до некаде во голема мера би ги задоволиле потребите на општината заедно со уличното осветлување, со јавните претпријатија, сметајќи го и Комуналец Струмица како јавно претпријатие кое што има најголема потрошувачка на електрична енергија и нормално оправдано тоа и заради прочистителната станица и заради филтер станицата и нормално заради двете пумпни станици кои што ја испумпуваат питката вода во горните. Каква е во моментов состојбата со пречистителната станица со оглед дека имаше закани во одредени општини дека ќе бидат извадени од употреба, што е навистина една еколошка катастрофа, меѓутоа затоа што се и големи потрошувачи, така што ова е меч со две острици. Како се носите во оваа ситуација? Јас верувам во капацитетот на општина Струмица. Јас за оваа прилика навистина сум благодарен на бизнис секторот во општина Струмица, што се уште е мотивиран, нормално и на граѓаните, на диаспората кои што инвестира во недвижности во својот град, купуваат луѓето уште стамбени единици, инвестираат во недвижности, а тоа целото го мотивира градот и обезбедува приходи за општина Струмица. Не ве плаши состојбата во моментов? Секако дека треба да алармира. И ние тоа го правиме. И заради тоа веќе во финална фаза е физибилити студијата за фотоволтаичната централа. Но последниот пат кога бев во вашата емисија ви реков дека општина Струмица нема намера да се откаже ниту од капиталните инвестиции и
нема да бегаме ние од кризата. И нема да наоѓаме ние дежурни виновници. Кој е крив? Затоа што ниту мене, ниту вас, а најмалку граѓаните, треба да ги интересира кој е крив. Свесни се граѓаните. Струмичани знаат дека е европска и светска криза. Но во исто време знаат дека треба општината да инвестира по секоја цена. Оти на тој начин пак ќе одржуваме локалната економија. И токму тоа и го правиме ние. Со сите предизвици со кои што се соочуваме, општината ќе продолжи по патот на прогресот. Во каква кондиција е буџетот? Го засновуваме вашиот оптимизам на реални или бројки или сте претеран оптимист? Не сум претеран оптимист, напротив, сум реален. Реален оптимист и буџетот во моментот во приходниот дел до денешен ден имаме 60% реализација, близу 60% реализација, што за трет квартал е поприлично добро. Очекувам дека до крајот на годината кои ќе достасат практично побарувањата кои што си ги има општината од граѓанството по однос на даноците на имот, од приватниот сектор по однос на комуналиите кои што им доспеваат согласно законот за градење да во рок од 8 месеци извадат одобрение за градба и си ги платат комуналиите, ќе имаме реализација и како што имавме и 2022, надминавме 100% повеќе од очекуваното. Важно е да општината биде во кохезија со приватниот сектор, нормално и со граѓанството, затоа што најголем дел од приходите кои што ги акумулираме како општина, односно над 80%, се од продажба на градежно неизградено земјиште и од комунали за градба. Тоа е доволна порака до нас дека треба рационално, паметно да ги искористуваме капацитетите на градот Струмица во однос на изградбата на висококатници. За разлика од голем дел од општините кои што ги контактираме, вие тврдите дека сте далеко од економски колапс и банкрот, што значи дека нема да имате проблем со загревање, со одржување, да речеме, на училиштата за предстојната зима, дури иако голем дел од училиштата се на грејење на газ, а не ја знаеме крајната цена на газот што ќе ја достигне. По нашите симулации кои што ги правиме, а тоа вчера имавме состанок со директорот на Струмица газ, господинот Милановиќ, се дека блок дотациите би покриле грејењето на училиштето до месец октомври, ноември, за дел има и доволно блок дотации, но како и да е, не можеме да кажеме дека Струмица е пред банкрот. Апсолутно, Струмица, јас тврдам од самиот почеток на мојот мандат, воопшто на мојата политичка кариера, дека можностите во Струмица се огромни, затоа што имаме мотивирано население, затоа што имаме мотивиран бизнис сектор, кој што во најголема мера, нормално со исклучоци некои си ги подмируваат своите обврски кон општината и кон институциите и имаме обезбедено секако дека блок дотации од централниот буџет и нормално нема да ги оставиме нашите училишта без грејење, туку планираме уште од сега за декември наредна година, доколку има училишта кои што нема да имаат доволно блок дотации, да истите ги обезбедиме дотации кон јавното предпријатие Струмица газ, тоа се околу за месец декември кога имаме најголемо практично најголема потрошувачка на природниот газ, обезбедиме околу 9 милиони денари за да не ги оставиме училиштата незгрејани. Нормално, со препорака до директорите, а тие во рамки на колективот на училиштата, да пренесат дека треба да се штеди. Во една прилика рековте дека имате редовни контакти со бизнис заедницата, која што пак на државно ниво вели дека е во многу тешка состојба, дека е клекнато стопанството на колена, а дел од струмички моќни компании најавуваат дека ќе затворат дел од своите погони. Дали сте во контакт со компаниите, особено со поголемите капацитети? Каква е реалната слика? Што да се очекува? Дали струмичани би можеле во приватниот сектор да останат без работа? Какви се вашите сознанија? По тоа што, да, имам редовна комуникација со струмичките компании. Дори имаме и редовни состаноци со бизнес секторот, со тоа што летниот период нормално не се одржува заради кој полетни одмори, кој не знам каде. Требаше една пауза од тие 3 месеци да се направи, но сега повторно ги воведуваме еднаш месечно, односно секој последен четврток од месецот или среда, како и да е, да се наоѓаме во период во кој што светот, Европа е исправена пред најголемата криза после Втората светска војна. И треба реални да бидеме и да погледнеме дека тоа нема да биде лесно за никого. Воопшто нема да биде лесно и за компаниите. Очекувам дека
Дел од компаниите ќе останат отпорни на кризата, но дел ќе бидат приморани, можеби, не се знае тоа, можеби да ги затворат своите капацитети затоа што ќе генерираат загуба. Ако имаме во предвид дека за 8 пати се зголеми сметката за електрична енергија на општина Струмица, може да замислите каква е состојбата со приватните компании. Со производствените, со да речеме, кои производствените што работат капацитети, на кои што тие доколку би ја покачиле цената на своите производи, ќе нема буквално нема кој да им ја купи. И каде би ги пласирале своите производи, но сепак оптимист сум дека може да биде струмичката економија одржлива. И во најголем дел зошто сме ние ориентирани како општина на лесна и незагадувачка индустрија, зошто имаме мали и средни бизниси кои што се во најголема мера во Струмица, нормално и во државата, да, тие ќе бидат погодени, но многу полесно можат да препливаат низ кризата за разлика од големите индустријски капацитети, кои што трпат на дневна, на саат, огромни загуби и се приморани да ги затвараат нивните компании. Ке има ли мерки за штедење во однос на функционирањето на општината и јавните предпријатија, да речеме некакви мерки оние што ги наметна владата, во кои делови би имало кратење, на кој начин ќе се реализира? Веќе општината, например, во однос на осветлувањето во самата општина, во текот на денот, доколку заради подобра светлина ги пуштавме сијалиците, сега не ги пуштаме сијалиците. Истото е и со училиштата. Колку што можеме да заштедиме, до 15% се препораките на владата, без да биде доведено до прашање функционалноста на самите институции, независно дали станува збор за општината, за јавните предпријатија или зградите кои што ги користи општина Струмица за своји потреби. Како што ви реков, со самото премостување на броилата од општината кон јавното предпријатие кое што има регистрирана дејност повеќе од 10 години за јавно осветлување, ние веќе генерираме заштеди. Значи, од 5 милиони денари месечна сметка за електрична енергија на месечно ниво, ние намалуваме на 1.700.000 денари, што е сериозно намалување во оваа криза. Доколку убрзаме со процесот на имплементација на фотоволтаиците, инсталираме фотоволтаична централа со мокност од 2,5 мегавати, а општината има годишна потрошувачка од 3,3 гигават часови, значи ќе купуваме многу мал дел од слободен пазар електрична енергија, навистина Струмица ќе стане енергетски независна општина во однос на електрична енергија, со тоа бенефит ќе имаат сите. Секако дека важно е да се напомене дека ги правиме сите можни напори со сите јавни предпријатија. Да и во услови на оваа криза не ги зголемиме цените на комуналните услуги. Значи, го имаме прилеп, каде што за 60% беа зголемени сметките во износите за собирање на смет. Имаме други општини каде што зголемуваат. Не ги окривувам, но како градоначелник ги гледам моите колеги како се позиционираат, навистина се постава прашањето дали ќе има можност граѓанството тоа да го плати. Да, ние во балансот на успех, например, во ревизорските извештаи на комунални предпријатија или на општината, ќе имаме избалансирани побарувања и обврски. Но дали тоа реално ќе има кој да го плати? Да не се соочиме со законот на социјалната физика. Тоа значи дека нема да се зголемуваат цените на комуналните услуги во Струмица во следниот период? Како човек, како градоначелник, со потполно разбирање на граѓаните, немам намера да предложам нешто со што би ги покачиле комуналните услуги кон струмичани. Сметам дека може би да поработиме во делот на фискалната дисциплина, во однос на зголемувањето на платата од страна на јавните предпријатија. Тоа е полето каде што би работиле. Да ја зголемиме на платата, а не да ги зголемиме цените на услугите. Иако е поприлично тешко целото тоа да се изведе, веројатно се постава прашањето како да не ги зголемиме услугите. Ако до сега општина Струмица распишувала јавни набавки, не знам, за изградба на одредено игралиште, сега можеме истото тоа игралиште со дотација да го дадеме на комуналното предпријатие да го работи. Сега, дали би се реализирало во предвидената динамика? Не, затоа што габаритот и обемот на работа на комуналица е огромен. Но дали треба финансиски да го јакнеме, да си ги јакнеме сопствените капацитети и дали е тоа оправдано? Да.
на сметка на тие работи, нема да бидат зголемени сметките за собирање на Имате ли сметки. веќе вакви примери? Секако дека имаме новото игралиште во Никола Вапцаров, веќе се прават анализите во Комуналец, ја имаме предвидено сумата, го имаме проектот и ќе го изведува Комуналец од Струмица. Дали е доволно екипиран со стручен кадар Комуналец да одговара на вакви проекти? Комуналец има своја градежна екипа која што може да одговори на такви помали проекти и сметам дека тоа е начинот како се јакнат капацитетите на општината. Но тука наметната е потребата да не ги зголемуваме цените на комуналните услуги. Да, тоа можеби ќе одзеде, ако требало нешто да се заврши за 6 месеци, да се заврши за година дена, за 12 месеци, но знаеме дека нема граѓаните на Струмица да плаќаат повисоки сметки. Дали е тој правилниот начин? Според мене е. Не сакам во време на криза дополнително, како градоначелник, уште помалку општината или советниците да носат одлуки со кои што ќе ги оптеретиме граѓаните дополнително. И така знаеме дека е криза нормално. Не може да претпоставиме како ќе се одвиваат цените на одредени производи. Во државата гледаме дека се е зголемено. Гледаме дека маслото, гледаме лебот, гледаме јајцата, гледаме млекото, се зголемува. Не би сакал Струмица да биде пример кој што ќе ги зголеми цените на комуналните услуги. Тоа нема да се случи. Минатата недела рековте дека во следниот период ќе се знае изведувачот на социјалната населба која што треба да се гради на ридот на Струмица. Докаде сме со изборот на изведувач и што значи таа почетна фаза што тој веќе ќе треба да ја почне? Какви припреми на теренот ќе имаме? Така, еден од најважните проекти, најголеми во општина Струмица, е распишена јавната набавка за реализација на прва фаза, тоа се земјишни работи, подземната инфраструктура со фекална атмосферска канализација, се извинувам, подготвување на самите платформи каде што ќе бидат позиционирани куќите за во социјалната населба. Многу зависеше моментот со евалуацијата на цените. Значи, цените се зголемија неколкократно. Како што ви го дадов примерот и со мостот на река Водочница, каде што првичната пресметка беше 17 милиони денари, да, веќе го реализираме проектот на со 27 милиони денари. Зошто? Од каде ги наоѓате парите што ја прават разликата? Општина Струмица, како што реков, од граѓаните кои што си ги плаќаат во најголема мера редовно своите обврски кон општината и од мотивираниот бизнис сектор. Дали има општина Струмица капацитет? Има. Дали во општина Треба ли да се откажете од некој друг проект, например, за да ги надокнадите овие средства? Не, туку треба да изнаоѓаме начини и страни извори на финансирање, како што тоа го направивме со велосипедската патека, како што тоа го направивме со кофинансирање преку Министерството за локална самоуправа за домот кој што е распишана јавната набавка, домот на културата во населено место Куклиш, како што тоа го правиме преку програмите на Министерството за транспорт и врски за реализација на фекална и атмосферска канализација во населено место Градско Балдовци. Исто така веќе се објавува новиот тендер затоа што два пати паѓаше баш заради тие ценовни шокови, едноставно по тие пресметки кои што беа објавувани, приватните компании не беа мотивирани да работат со загуба. Така да сега ќе се објави, верувам дека ќе има заинтересирани компании. Има ли разлика во износот на тендерот кој што беше предвиден и кој што би требало од прилика сега да биде одобрен? Сега веќе имаме избрана компанија која што го доби ја доби набавката. Во моментот внимателно комуницирам затоа што е процес на евалуација, тие рокови на жалба кои што поминуваат и не би сакал да официализирам иако нема ништо тајно, напротив. Тоа за колку време би се знаела кој е? Наредна недела би знаеле се. Дали има жалби, нема жалби, би го знаеле изведувачот. И кој е рокот во кој треба да се таа прва фаза од социјалната населба да се изгради? Рок на реализација за прва фаза е 1 година. Така е во самата јавна набавка. Имајќи ги во предвид сите, не знам, временските услови, имајќи во предвид дека зимата, не работат асфалтерките, асфалтните бази за одредени проекти, нормално е да има некогаш да имаме разбирање и да правиме анекс за продолжување на 1 месец. Верувам дека ќе избереме, ќе има компанија која што ќе се држи до динамиката. Генерално во Струмица во најголема мера од јавните набавки компаниите се држат до предвидената динамика и таму каде што имаме надминување на рокот на реализација е со оправдани
оправдани причини за кои што е известен и надзорот и општината и сите експерти кои што ги имаме се согласуваат дека за одредена ситуација треба да има продолжување или не треба да има продолжување. Како се движи реализацијата на струмица Паметен велоград и дали ќе има одложување и во овој проект, дали сте задоволни од она што во почетните рокови се подготвува? Јас сум навистина презадоволен, имајќи во предвид дека пред 2 недели почнавме со реализација на инфраструктурата, односно ако е 3 годишен проектот, со првата фаза, односно велосипедската инфраструктура, започнавме пред 2 недели. Нормално делот кај што е најлесен за работа тоа е градскиот парк, каде што преведуваме двосмерна велосипедска патека и веќе може да видиме дека од делот од спортската сала кон споменикот на Борис Трајковски и од споменикот на Борис Трајковски долж улицата која што го пресекува паркот кон амфитеатрот е практично исцртана велосипедската патека. Во најголем дел од првата фаза веќе се поставуваат и потребните вичњаци за да се огради велосипедската патека и оптимист сум дека во рокот предвиден за реализација ќе се држиме буквално до предвидената динамика, иако не знам, ако денеска имавме врнежи од дожд, тоа може да ги комплицира работите и изведувачите, затоа што нема услови за работа на самиот терен, но верувам дека ќе се држиме до предвидената динамика, по тоа што сега го гледам. Проблематичните делови, кај делот на булеварот Ленинова, кој што ќе го реализираме, нормално дека ќе бидеме внимателни, затоа што станува збор за градежна активност, станува збор за раскопување на теренот. Договорот со изведувачот е да, например, кога ќе дојдеме до критичните делови, посебно улица булеварот Ленинова, ако ископаме 300 метри, да не продолжуваме со раскопување долж целата улица, туку тие 300 метри да ги завршиме, да ги асфалтираме, па да почнеме нови. Така да биде во фазно, сметам дека побрзо би се реализирало и не би оставале раскопани тротоари и улици. Ова е еден од најчестите критики во градот, дека често се оставаат раскопани и недовршени улици или пак не се темпираат во ист време, така што имаме во рок од 1 година повторно копање на истите улици. Зошто се случува таа дисхармонија во работата на активностите? Од повеќе причини се раскопуваат улиците. Мене лично како човек тоа ми смета. Во одредена ситуација може тоа да биде, не знам, барање на Еван, може тоа да биде барање на некој кабелски оператор, може да биде тоа барање на некој интернет провайдер, да ископа ули, може да биде тоа барање за струмица газ, кај што граѓаните легитимно се аплицираат и мора да се направи пресек на одредено место од улицата. Или, ако тоа го изведува јавното претпријатие за паркиралишта, каква што сега ни е ситуацијата со улицата Васил Главинов, од завршување на проектот се остава земјата да понира и после да се пристапи кон асфалтирање, односно враќање во првобитна состојба. Заради тоа во одредени случаи ни се јавуваат такви проблеми. Од друга страна, кога станува збор, не знам, за приклучна мрежа за канализација, што е проект од витално значење за жителите, не знам, во населено место Костурино, например, имаме конкретни забелешки од населението таму дека треба да пристапиме. И во Дабиле имаше така. И во Дабиле, и во Просеников, секаде каде што се работи приклучна мрежа, заради тоа што е жива материја. Заради тоа што мораме да пристапиме со приклучната мрежа, да го ископаме и ние не може, пример, ако сега имаме 10 куќи кои што треба да ги приклучиме, односно имаме 5 во зависност од потребите, 5 пресеци или 10 пресеци, па ќе повторам, во зависност од теренот, не можеме веднаш да пристапиме со асфалтирање. Како правиме еден приклучок, асфалтираме. Практично е невозможно. Не може да ги обезбедиме потребната механизација, потребниот асфалт, за тоа што асфалтните бази се уклучуваат исклучува за поголеми количини. Не може да нарачаме ние 20 метри квадратни асфалт за да завршиме одредена дупка. Заради тоа ни се јавуваат таквите проблеми, но намерата е во иднина некако да ги избалансираме. Улицата Крушевска република, односно делот кој што од електродистрибуција нагоре беше на некој начин покриен и ревитализиран, остана со се уште несредени коловозни ленти и граѓаните често реагираат. Ние и сме зборувале на оваа тема. Кога конечно може да се очекува дека овој пат ќе биде рехабилитиран и пуштен во употреба без опасност од поплави и без опасност од кршење на возилата? Така. Да,
како градоначелник имам во предвид за реакциите на граѓаните кои што живеат долж улицата Крушевска република, за граѓаните кои што се движат за било која потреба нивна низ улиците долж уредениот дел на Крушевска република. Вреди да се знае, убаво е тоа граѓаните да го знаат, дека во самиот проект за реконструкција, односно трансформација на поројот Крушевска република во шеталиште, не беше предвидено реконструкција на улиците со потребните сливници. Значи не станува збор за рехабилитација каде што ставаме втор слој асфалт и да завршуваме работата, или го гребаме па ставаме прв или втор слој, туку станува збор за комплетна реконструкција. Зошто? Заради атмосферските води кои што ги имаме долж улицата, тие мора да бидат насочени кон поројот, да не завршуваат во долните делови од градот, конкретно на улица Младинска. Затоа веќе е изработен проект и објавена јавна набавка, која што отварање на понудите ќе има на 8 октомври, доколку не се лажам. По информациите кои што ги добивам од општинската администрација, станува збор за сериозна инвестиција од 26 милиони денари кои што ни се предвидени во самата набавка. Се надеваме дека ќе има заинтересирани компании, би паднала цената за реализација на овој проект. Ќе го решаваме, но при тоа мораме да ја почитуваме законската регулатива, а тоа е да спремеме проект, да избереме надзорен орган, да избереме изведувач кој што ќе го реализира проектот, се со цел да биде тоа издржано и направено како што треба. Дали тоа значи дека обвинувањата на граѓаните од Младинска дека покривањето на поројот е една од причините во моментов за обилните количини дожд кои што доаѓаат, вода кои што доаѓаат при обилните врнежи, дека всушност тука е некаде се крие причината зошто имаше поплави неколку пати еднократно? Секако дека со реконструкцијата на улиците добар дел од проблемот ќе го решиме, затоа што проектот затварање на поројот Крушевска република не е завршен додека не се реконструираат улиците и не се изведат потребните сливници кои што ќе акумулираат атмосферската вода. Дополнително, од денес започнавме со реализација на подобрување на атмосферската мрежа на улицата Младинска, која што има атмосферска канализација. Станува збор за критични 300 метри од Лав Комерц, поранешно дуќан на Лав Комерц до улив во поројот Крушевска република. Зошто? Пред 40 години кога е правена за потребите на тогашното население, колку што имало куќи и луѓе кои што живееле таму. И практично цевката за атмосферската канализација е со фи од 250. Сега го променуваме и ставаме дупло. Со фи 500 и му ја даваме потребната нивелација кон поројот, а не да се наполни па после по пат на притисок да истекува атмосферската вода во поројот на Крушевска република. На тој начин верувам дека најголем дел од водата која што сега имаме при обилни врнежи од дожд ќе ја нема. Но треба да разбереме дека станува збор за практично едно од најниските коти. Најниските коти во Струмица кои што акумулираат вода. Се надеваме дека во најголема мера на тој начин со уредување, односно со реконструкција на улиците долж уредениот порој на Крушевска република и со реконструкција на атмосферската канализација на Младинска, која што чини 6,5 милиони денари ќе изведува јавното комунално претпријатие Комуналец Струмица, а почна денес, ќе го решиме проблемот со сегашните поплави при обилни врнежи од дожд. И сега, после 40 на минути по поплавите, кои што нормално дека прават штети, водата се истекува. Но го нема, самата цевка го нема потребниот капацитет да ја акумулира водата веднаш. Заради тоа се наметна потребата од реконструкцијата која што сега е прави. Ова е резултат на оние анализи кои што рековте дека стручни тимови ќе ги прават и се утврди дека може да биде решение ставање на поголеми цевки кои што ќе имаат поголема моќ на апсорбција, што би значило дека ќе се надмине проблемот со поплавувањето на домовите на Младинска. Дефинитивно во голема мера ќе се надмине, да. Стручни лица од Комуналец се ангажирани, нормално проектант кој што ја има потребната експертиза и образование го има изготвено проектот и секако набавени се цевките поголеми, пообемни, ќе се даде потребната нивелација, но да не очекуваме дека при обилните врнежи од дожд нема да има воопшто вода. Нормално е да има вода, како и секаде во светот и во сите градови се соочуваме со проблем на зголемено ниво на вода на одредени најниски коти во градовите.
Во вакви, но и во други ситуации, граѓаните веднаш го вперуваат прстот во општината и во градоначалникот. Како се носите со овој тип на критики? Многу интересно прашање. Јас имам своја девиза за тоа. Тоа е дека луѓето не се, вклучително и мене, пост-ковид периодот, пост-ковид кризата, посебно после локдаунот, не сме исти. Трпението на граѓаните е на многу пониско ниво. Во такви ситуации сметам дека политичарите, градоначалниците, советниците, нашиот праг на толеранција треба да биде на највисоко можно ниво. Да ги разбереме граѓаните. Мора да имаме разбирање на граѓаните дека нештото сега повеќе се критикува. Едноставно такво е времето. Криза сме. И многу подобро целата таа акумулација на негативна енергија, револт, критика, оправдана или неоправдана, биде насочена кон мене, отколку да бидат само во режими, во такви ситуации би биле, не знам, критикувани граѓаните, зошто го критикуваат градоначалникот. Имате разбирање за Апсолутно разбирање и само нека продолжат така граѓаните да го критикуваат градоначалникот, нормално да не биде политиканство, да нема говор на омраза, но секако нека ме критикуваат дури во моментите кога јас мислам дека е неоправдано, само нека продолжат по тој пат. Мојот праг на толеранција мора да биде висок за да имаме успешно и здраво општество. Ви благодарам за разговорот, се гледаме во следно интервју и во следни прилики. Благодарам на поканата.